Наставниот и ненаставниот кадар од академската фела во земјава, кој веќе трета година е синдикално организиран, задоволен од досегашното синдикално делување. Неодамнешното формирање на синдикатите и подпишувањето на колективните договори ги даваат првите резултати. Платите и условите за работа сега се креираат транспарентно и во согласно со реалните можности во оваа сфера, со следење на европските принципи каде вработените се представувани исклучиво од синдикатот. Ова беше потенцирано на панел дискусијата која беше организирана на УКЛО Битола под мотото "Положбата на вработените во високото образование во Македонија". Синдикалното членство настапува академски, достоинствено, ги разбира проблемите што ги има универзитетот и никогаш не бара она што би се рекло народски прекулеп погача, туку гледа во рамките на расположливиот буџет да максимално се искористи за добробит на вработените. А наша обврска на раководствата е да бидеме крајно транспарентни, да секој вработен, а посебно синдикатот, знае како се трошат финансиите кои ги обезбедува универзитетот. Во овие 3 години, тоа беше најголемиот успех од нас, успеавме да од нула да формираме синдикат, да го регистрираме синдикатот, да преговараме со Собранието на Република Македонија, со основачот и да подпишеме колективен договор со кој се гарантирани платите на вработените, гарантирани условите за работа на сите наставен и ненаставен кадар. Може да се каже дека во последниве 2 години имаме достоинствени плати во високото образование. Сега останува на вработените да докажат и да покажат со нивната работа дека овие плати достоинствени ги заслужуваат, а се со цел да се подобри квалитетот во високото образование. Тоа се очекува со пишување на нови трудови, голем број на трудови, пишување на книги, подобрување на квалитетот на студиските програми. Синдикалното организирање во академската сфера за прв пат се реализираше пред 3 години, најпрвин на Универзитетот Кирил и Методи во Скопје. Пред 2 години пак формирана е Унијата на синдикати во високото образование во Македонија, а подпишани се и колективните договори со сите универзитети во земјава.